На гости ни беше Кирил Геговски, долгогодишен уметник, сликар и графичар кој што своите дела или експонати ги има изложено низ многу земји, вклучително и Париз и Њујорк, како и низ многу градови низ Македонија. Разговаравме лаконски, пополека и убаво, за многуте аспекти на сликарството и за неговите внатрешни доживувања, како тој ја доживува природата и како ја преточува и ја восприема целосно. Бидете со нас и не заборавајте да не почестите едно кафе на платформата Buy Me a Coffee на линкот подолу. Уметноста е и реална работа. Не е реална. Само уметноста сака да дојде до реалноста. А ако покуша, и односно ако помисли човекот, уметникот, да копира природата, само че се лаже и ништо нема да направи во живот. Ние сме подготвени за топли разговори во пријатна атмосфера, која што не е ателје, туку е едно компактно и разнолико катче на Мендо Банако, овде во таверна, заедно со Кирил Геговски. Јас мене ми скланно исходно да те наречам Чичко Кире Геговски од аспект на почит, иако уметноста нема димензија, нема време како димензија, туку има само простор и место од кај што настанува и од кај што проникнува, односно кој е тој што ја преведува. Чичко Кире многу убаво го почна моментот за опишување на уметноста и мислам дека тоа е убаво место да почнеме баш од тој момент. Кој е твојот светоглед кон уметноста, како ти ја дефинираш? Убав е зборот светоглед. Многу пријатен збор е светоглед. Секојдневно настојувам, ама секој ден, непрекинато, да дојдам до тие сознанија. Изворот мене ми е природата. Од тука црпам не знам колку информации запишани во денот, за да почнам да работам. И тоа ми е почетокот на идејата за, а прашање дали ќе успее делото, али ќе покушам. А ќе покушам ќе настојувам повеќе пати да ги повторувам работите за да дојдам до одредена цел и до еден квалитет. И така се почетоците на било цртеж, било слика, било графика да направам. Тие се три различни медиуми, али почетокот е со цртеж, а завршува со графиката. Како крајно нешто. Да. И графиката сега веќе не е негувам овие последниве години, нема простор. Пресата е мора да е соберам, да ми отслободи во ателјето 2-3 квадрати површина и ми смета што има последни години големи формати на платна и не може да работи. Да. Али тоа е тоа што е и сега сум одден само на цртеж и слика. И така дојдам до еден резултат. Со многу работа, многу време, денови, ноќи, неброени сати, разбираш. И може би некога се завршувам месец, 2-3, али финалето е во 2-3 дена кога се завршена сликата. Тоа што ми треба. Тоа сумираш во 2-3 дена ги дореализираш. Сите ќе ги поминам тие периоди на припрема, после ми е многу лесно, многу брзо.
Тие луѓето што ги гледат сликите мислат дека најнаш направена сликата е Да. во неколку минути потеже и сликата ево колку тоа така. Изгледа на видом, ама не е така. Така. Така доаѓам до еден, ако можам да го завршам делото. Да. Така. Дали ова е единственото поле во кое што неуморно работиш, ради што имам впечаток дека целосно си оддаен баш на сликарството и дека се тоа време кое што го спомнуваш, месеци континуирана работа, а сега и години во оваа фаза, капитал да речам, простор кој што се натрупал со работа, дали никогаш не си се распленил во смисла да пробаш и вајарство и не знам, и иконографија и резбање и туку си се задржуваш до она до кое што си. Тоа се минати периоди во животот и во творештвото. Човекот свидам дека учи до крајот на животот, али тоа периодите на учење беше некаде до 20-22-3 годишна возраст и полека само редуцирам работи кои што неćem да го трошам времето за нив. Одреден сум на 3 медиуми. И то се дисциплини, ликовни, 2 сликарски и 1 графички, и тој веќе графички полека го отфрлам. Останувам на цртеж и слика. Под слика се разбира се што е со боја. Да. Било да е на хартија, било да е на платно, било да е на дрво, не е важно. Тоа е слика со боја. И цртеж. Цртежот има исто така технички помагала, кои што се цртаат со молив, со туш, со перца, сега има најнови работи, ови што се фломастери, акрилни, макрилници, какви не. Има сега многу начин да се тој цртежот да се истражува и да се работи. Може да биде добро и пред камера и зад камера. Уствари, само тогаш е делото вистински добро. Студио 163 може да ви помогне да добиете добра реклама, филм или подкаст. А ако се вратиме на почетната слика која што ти се формирала за ти да ја даеш некој твој впечаток, во смисла, која е првата боја која што предпоставам се извлекол од природата, па си ја преточил во некое рано детство на слика? Дали можеш да се сетиш? И јас се прашувам. И јас лично во последние времена, месеци, години, овие последние сега, имам некоја корна залика како отворени туби големи, што некаде се кило, 2 кила боја. Кутии кои што бират така кило до 2 кила боја. Имам една кутија зелена боја. И нарочито за припремите за скиците, во последниве, да речем, времења, во зелена боја мисли. Сега. Сега. Арнома истото се случи ко завршував уметничка школа во Скопје 64-та година. Не, 64-та година. Ама раните месеци, јануар, февруар, март, имав среќа и привилегија да бидам ученик на Личеновски јас. На Лазар Личеновски. На Лазар Личеновски. И требаше да направиме некоја идеи, скици за одредени слики. И ко сега се сеќавам така да скиците ми беа направени на хартија, мали колку тоа блокчето што е кај вас. И сето во зелено. Сето беше во зелено. И ајде да речам сега, воодушевен беше Личеновски тие работи. Имав колеги кои што беа љубоморни, оти беа многу едноставно направени. А од човекот ги прихвати, така.
И така да зелената боја ми е присутна од детството мене. И то од раното детство, предшколска возраст. И јас сум човек од природа. И без природа ништо не бидува и јас од тука црпам се. И сознание, и учење, ама и таа ми помага. Значи И си таа во склад со незе, а таа ти е тебе нешто кое што цело време ти произведува и чувства, предпоставувам, и и размисли. Не знам, и сами ја не знаме што се случува, али од прилика така е. Ланската година има една ретроспекција голема и големи слики, и димензии големи слики. 3 метра Да. на 2,20. И еден разговор со, Тука во галерија што ти беа изложен. да, во Скопската галерија. Да. И Аха. во разговор со една водителка на културниот, тоа беше на Радио Скопје, Културен програм, нешто витраж. не. И тој на попладне во 5 сато, секој во петок, а инаку во 1 сато на напладне е секој ден. Так. И во разговор за сликите, таму мој, јас се воодушевувам, очите за од природа. Јас сум среќен стално и во природата примам некои информации. Че ги примам место. Мислам, ги запишувам, ги цртам, имам ставлен джепен блок кој што се што се случува се бележа. Свесно во смисла ги пример, сега сам да ја запамтам грмушка како изгледа, па сам То трчињава. информативни се тие цртачи. Информативни. И после неколку потези, линии во неколку, али доволно ми е за понатаки се работи. Так. Сега со овие технологии што ги имат технички, вика има фотографии, фотоапарати на телефони, зошто не земаш? Неću. Неću мене да ме носи фотографијата некаде. Тоа е веќе бришена работа. Нити мотивот да ме носи некаде, мотивот во мене. Аха. И сега, откако со не се како се викаше девојкава се, Бучковска се вика, значи. Да. Не, Да. позната е новината и Ще ти пријателка. текни сигурно. Понатаму. Но на Калиопи сестра е. Таа Ес. место. Да. И Калиопи букле се продава. Буклес. Тоа е скратено. И во разговор на таа тема беше, и јас така одам во природа и природата јас се земам, ја гледам и си ја носам в джеп во блокот. Многу Значи, символика. Значи дојдам во ателието кај мене, Да. јас ќе ги дам блок. Аха. Сега ти си кај мене. Јас до сега бев кај тебе, сега ти си кај мене. И со неде ќе си разговараме со скиците што ги имам запишано. Вака да биде, така да биде, ќе биде нешто тоа, нема да биде нешто. Знаеш, си правиш сам муавет, а во ателието сум јас сам, нема никој кој да ми смета мене, нити јас да му сметам мене. Бескрајни разговори. И да дојдам до веќе една идеја што сакам нешто да направам. А прашајам дали ќе направам. И си оставаш простор секогаш за Да, за да се појави сама од себе, Ќе си од твојов дојди, разговор со природата. откако ќе се најди местото, треба се најди местото на таа дводимензионална површина. Треба да најдеш место, композиција во уметноста е. Композиција, дали ќе најдеш место да направиш композиција тоа што си го запишал. Во тој разговор, јас ги викам тие лепотици Мојсе, тие мотиви од
але ми текне зборот сега. Но тој Брда се, да се претопа, но? да се преточа од тебе во... Не, формите се брда, кои што јас тие брда ги трансформирам, преобразувам во женски фигури. Како тоа? Не сум баш сигурен дека те разберам. Па како, Во смисле, може да се појави како цела фигура, али во главно парчина од делови од фигурата. Дали торза, дали рака, дали нога, така, дали глава, не. И ми е преокупацијата вака во работата и откако сето тоа веќе ќе биде јасно, искажано, забележано, студирано, анализирано, сето правено, кои бои, какви бои, нема врска таму таа бојата што била. Не. основната што Во тој разговор, во ателјето, тогаш се почнува уметноста да се раѓа. А не е уметноста, појди, нацртај таму во природа и дојдов направи слика, нема врска. За мене тоа нема врска. Да, така на некој начин како да го само прецртуваш или да го копираш тоа што се случува таму, а овде оставаш да се изпроцесира, да се преобработи во тебе и Преку после ти да го мојот, доживиш. Систем, нервни систем, преку мојот перење на рацете, на умот, на нозете, јас сум пешачел, сум одел, то еден живот нов. Уметноста е нова работа. И нереална. Нема врска со таа таму што е реалната во планината, да речем. Тоа е реално. Ова е овдека нереално. Водимензионално. И се јас не ни сакам да го покушувам тоа да го правам, да бидам реален на гледач. Так. Ни на крај памет, неќу. Него гледачот да си ја доживее сликата онака како тој што ќе ја види. А не да му сугерирам јас, дека вака е, така е, ова мислев, она мислев, нема врска. Сакаш да бидеш абстрактен во смисла, па тој да види него што му предизвикува или... Немам абстракција. Немам абстракција. Во главном е базично реален свет. Реален. Не е реален мој свет. Аха, Мој свет реален. внатрешниот свет преточен на платно. На платно или на хартија. Да, кој што на некој начин е изопачен, не е директно пресликан, туку е... Да. Многу Ама е да зборов не е со... стилизиран, многу е јасен, Аха. без компликации. Сум видел јас многу твои слики, само пробувам да го извлечам ова од тебе, затоа вака го кажувам. Што се вели, со една линија ако успеам да направам слика, тоа е најдобра слика моја. Аха. Стилизација, крајно, многу јасно да ви кажам на работата, а не компликовано. Оти успех е за мене ако тоа човек го направи кратко и јасно. И сега имав една изложба пред месец во Скопје, мислам заеднички, јас имам слика, и така ми беше сликата именувано Нива. Нива во еден голем простор. И прихватија како нива. Ако е големо, да речеме, просторот, ама нива е нива. Не може да биде друго, не. Имав прилика, така, и сега, пред неколку месец, два, така, и повеќе години сум одел на тоа место, во Марио е, веќе 100-200 метри во Грција, гледам и од страна наша Мариовска, од Кевитолиште, ама бев сега вргу и во Лутраки, вамо, грчката страна, Так. и ја видов нивата јас. Баш таа нива што имаше насликана. Да, ама одаде од Витолиште гледам дека има белек, нешто рамница, рамно место. Не? И појдов таму, за малце не успеа да се качам на тој врв. Нешто многу потешко према Трескавец. Многу тешко место. Исто Суфрит.
а не со тоа беа блокови огромни, по 3-4 метри, 5 метри блокови, пирамидални. Нема чевли лесни. Сакам да се соблечем бос, за да можам да цапам, а со овие дебелите чевли ми беше страх да не се слизнам. И се качив некаде 50% од висината и се вратив назад. И па отидов во нивата, не. И да ја видам од тука сега. И ова се вика Кравица, тој, да речем, монументален споменик на Пелагонија. Од цела Пелагонија се гледа. И Од таа точка. но Од таму се гледа цела Пелагонија. од Пелагонија се гледа од сите страни тој. А и од таму се гледа па обратно. Врвче, Таа Кравица гледа се. и на кај нас, на кај запад, не. Разбирам. Да. Стоматолошка ординација доктор Караджовски ве подсетува дека долгата насмевка има два краја. На едниот ве чека слободната столица кај вашиот стоматолог, а на другиот одговорноста за вашето сопствено здравје. Така да. Како се случи тоа поистоветување во смисла дали и претходно ти си има случајно да си го препознеш твоето дело на што се оживеало во тебе, да го препознеш во природата без претходно да го имаш видено? Тешко. Тешко затоа што нечем реалност. Нечем реалност. Реалноста ми смета, знаеш. Не може го. Во уметност или во секојдневието? Това ми е интересно. Па и едното и другото. Да. И едното и секојдневието, знаеш. Се лажиме ние сами. Ако мислим дека е така, не е така. Нити во сликарството е реално. Не сме да биде реално. Оти ако е реално е досадно и нема да го гледам видите. Нешто треба да направиш мал чекор. Рембрандт има само со прст. Земено од палетата вака боја. Да, оставил крајната точка како светлина што е да го заврши портретот. Со прст да се ослободи така. Аха. Да е слободно направено, знаеш. А не да ме врзи мене некој таа реалност да го врзи па морам така да ја тоа правам. Тоа е моја мислам дека и така е. Да. Ова е од Рембрандт, како што те слушнав. Да, Рембрандт портрет, Да. и сите Автопортретот портрети, тој има 30-40 автопортрети направени во живот. Тој е баш како да се ослободи од сето она што ради што тој држи нешто, држи одредена линија, држи одреден мотив кој што сака да е напред срединава цела композиција веројатно. И се едно време му се досадува да остани долго веројатно во тој дел. И после сака само да се ослободи така да го клај печато што викаме. Така, тој века, сега, по мене, кој ќе биде, тој мора да ја заврши сликата. Уметникот мора да знае кога ќе ја заврши сликата. Или сликата е завршена, или не е завршена сликата. Или па ќе ја упропасти. Ако не може да ја осети дека е завршена сликата, тој ќе се мачи, не за че ја мачи и сликата. И така да со мачење ќе работи, нема да има резултат. Ако ја осети дека е завршена со прстот, најсветлото место кој ќе обележи и готова е сликата. Така да така и јас знам тоа како да го направам во сликарството, во моите слики, не во сликарството, во моите слики. Ама со многу припрема. Со многу припрема. Тоа е Со многу работа и за да ги знам сите точки, места на површината, кој, кога, каде, како да биде средени. Така. Секој град има свој дух и места во кои што го чува духот. Проверете го ова во Калинка, таму можете да го слушнете прилеп што ви кажува за себе. Така е, тоа поврзаноста мене, а и таа реченица ќе кажам, мене, природата ми дава, живот ми дава. Јас си враќам со сликата моја, со уметноста па живот и занесе и многу блиски с неја. Сум имал некога ти проблеми, ама така,
со лесно поминати. Мм. Со лесно поминати во тие така планински предели. Мгм. Значи планината е место кај што ние ги пуштаме сите земни работи да си ги носиме со себе дотаму и ги оставаме на некој начин. Јас таков печаток имам. Не знам како важела за тебе во тој. Па што да, многу опеена е. Планината е многу опеена за тие работи. Ако нема место, и ајде да бегаме во планината. Таму има место. Секогаш има место. Секој има место. Значи прибежиште. Тоа така нешто. Така нешто. Друго што е планината од твое долгогодишно бидејќи јас знам дека долги години се качуваш во Тема ми планини е, да, главна тема. и во групи и сам, ради што кога е сам некако јас доживам дека е на еден начин духовно патување, знаеш, колку и да е кратко, колку и да е долго, сепак е. Сам е добро, ама не е добро. Оти подобро е да бидеш во друштво во планината. Заради што? Многу подобро е. Тоа ехото што се јавува, тоа е друштвено. А се јавува со присутен човек, инаку нема ехо. Тоа е многу пријатно. Многу пријатно. И така е подобро да биде во друштво човек во природа. И со природата, ти кажав, е моја тема, мој повод. Мене ме прави среќен. Јас си враќам со среќа и да бидеме радосни сите. Так. И од моите слики гледачите сакам да бидат среќни веќе. Тоа ти е главен мотив? Главен мотив. Уметноста мора среќа да му носи на гледачите и радост. Имам двајца мои любители на моите слики, одешни луѓе. Сега пред 2-3 месеци, првото беше, едниот ми кажува колку се радуваме на Сабајле кој ќе не види сликата твоја, односно ние кој ќе видим. Радосни сме. Значи тие некако стварува комуникација со не, знаеш, Да, тоа е се веројатно радуваме. поврзаноста. Се радуваме, не. Многу значајно. Инстаграм звезди и мотивациони говорници денес го учат човекот како се живее здраво, но ретко тоа го прават градски продавници со она што им го нудат на своите купци. Моје пазарче го прави тоа во многу здрави бои. Го доживам баш како делов кој што ти комуницираш со природата и твојата комуникација ја преточуваш во слика. И тоа не може да не се чувствува ради што има огромна експресија вложено баш во дело кое што станува. И ако можеме символички да го префрлиме или метафорички, тоа би било како затворена кутија која што внатре има одредена емоционален полнеж. Да, отприлика така е нешто. И многу ми се допадна и делов кој што викаш дека не сакам јас да ја дигитализирам, че речем уметно Да. природата, ради што природата си е таква каква што си е. И јас немам потреба да ја наградувам, нити пак да ја украсувам, туку можам само да ја доживувам. Што некако се коси со се она што сме правеле претходно муабет и тука баш во следната епизода правиме муабет за вештачка интелигенција која што сега во денешно време многу често се зборува и тоа е да сама вештачка интелигенција створи слика. И сега, од друга страна, па ти си една сосема друга спротивност која што вика јас не сакам воопшто да бидам да ја доживувам природата преку телефонов, преку сликата од телефонот или преку нешто што ми е тука донесено, а не преку мене. Што ви дошло од мој аспект дека ти целосно интегрираш, ја восприемаш природата и како што рече и преđe на ниво на сензации, преку нервите, преку нервните завршетоци и преку доживувањата да ја како би рекол тука да ја историш, да ја преточиш или да ја искомуницираш на правилен начин преку сликата. Тоа е моја работа. Тоа е моја работа, моје чувство. И
одлика моја се дојдов до тој збор работа. Многу работа. Уметноста бара, ако 24 сати е деноноќието, 25 сати работа. И нема граница на времето во уметноста. И историски, и лично од мене, нон-стоп треба работење. И криво ми е што многу луѓе мислат дека е разонода уметноста е игра. Во крај на работа нешто има слично со играта, ама за луѓето мислат дека не е работа. Јас работам може и повеќе од сите луѓе што работа 8 часовно време, јас повеќе, може 16 работам, Така. ама мојата не е работа. Тој што работи 8 сати, тоа е работа, а мојата не го брав како работа. И за жал така Радишон, е. производов е склоп на повеќе работи, веројатно и ние гледаме дека работата обично мериме според тоа кој колку произведува или продуцира. Ова не е алва што викаме па да ја произведуваш и да се троши, да се јади, туку е нешто кое што е креација, ама и ко-креација, ради што ниедна уметност не е само креација од тој што ја создава, туку е ко-креација во разговор со нешто друго. Тоа го зборувам, Никола, таа работа, разговорот. И тие мои лепотици нон-стоп се тука кај мене. Разбираш, свесно, несвесно некогаш. И сноши слушав така некои разговори за природата. Вика, се облечи во ново руво. Сега да речеме Во зима, со сињаков. зимски алишта, Да. па напролет во зелени алишта, во која свето се раѓа, лето други, и така да така тоа е радоста моја. Да. А како изгледа работа? Јас пробувам да си представам во смисла кога викаш работа да го да објасниме зборов како надоградување или цело време на нова перспектива дека сега можам и овде нешто да сменам, сега можам и овде нешто да надоградам, сега можам и овде поинаку да се изразам, сега можам да ја пробам ова техника, сега можам да ја пробам ова модулација. Некој пат се случува. Работиш некоја тоа. Цртеш слика, е важно. И во време на пауза, случајно си се свртил на лево или на десна страна, да го кажам. И си видел некоја своја работа оставена. Не намерно, али оставена. Поттикнов. Чекај, шопрам се. Оха, ми отвори очите вам. Чекај, оха. Че попечи малце. Рано е да се зборува за месец. И така има и моменти кога ништожни работи може да ти дава поттик и мисла убава за да му најдеш решение на работа. Така е некоја. Или да ги завршиш работите, Радишон. Некако преди го спомна тој дел да завршена слика или незавршена слика. Завршувањето, знаеш, тоа е веќе студија, тоа е анализа голема. Завршувањето мора од сите страни да го тоа гледаш како е што е, за да дајеш дека е завршена работата. А не мора по секоја цена да се заврши уметничко дело, понекогаш е онака како што викаеве за планиниве дека добар планинар е тој кој што знае да се откажи пред врвов ако е премногу ризично. Не по секоја цена да го искажи. Дали во сликарството го има тој момент дека не мора јас по секоја цена колку да имам постигнување, на моментот на печат што викавме или да на final touch на англиски сега ми иди на последен печат, туку можеш да ја остеш незавршена или да ја баталиш, или да ја ахниш од земја, што викаме, за да ја тргнеш, па да почнеш нешто ново со ова не може незавршено. никога трудо да го фрлиш, знаеш, никој пат. Трудо не се фрла. Чекај да видам наново уште еднаш да не нешто.
да не нешто јас грешам, знаеш. И тука се појава работи. Имало во историјата познати се моменти од ателијата, работењето, кога самиот за себе рекол дека тој е свртил сликата со лицето на кај зидот, Така. со грбот на кај гледашот, и кога ја отворил, и рекол, кој беше овој будала што работел вака, сношиш или вчера, кој беше овој будала што сликал овде, што сликал нешто. Така е. Така е. Важно, јас спомнав пред малку дека секое место на сликата, милиметарско место, милиметар квадратен, ми е анализиран. Так. И нечем такво изненадување. Не би сакал. Да. Оти припреман сум бил со време, со работа. Јако ти работата е збор кој што во граѓанството многу Поинаку се разбира. неприхватен за уметноста, дека уметноста е игра. Вистина е и песна е уметноста. И Славео пее и тоа е уметност. Песна е. Тој се радува. Ама нашата радост, луѓе мислат дека ништо не работиме ние. Да, веројатно тоа ради што ги поврзуваме со оние детски сензации, ради што дете кој ќе треба биде анимирано да се занимава, ние му даваме, ајде цртај, сега за да се изразиш на тој начин, ама и за да се занимаваш. И може би што викаш, како граѓанство стануваме понекогаш на тоа ниво дека не сме и дале простор за да ја разбериме. И сега некои прашања ти ги поставам од тој аспект, да речем од полаички, ради што знам дека за музика, за настани треба точно да се процени и колку ќе биде такто одреден, да се компонира и во која скала да биде, па кај ќе има модулација, па каква ќе биде хармонијата, па како ќе се менува и како ќе се претопува и со самото тоа ќе се менува и такто, така и сликарство. На некој да му посакаш убав ден, ти треба 3 збора и култура. А за со некој да имаш убав ден, ти треба кафе, чаршиско место и пријател. Ако го имаш последното, во Оникс има убав прилепски ден за тебе. Ме интересира за почетоците, во смисла за рано детство, ако можеш да се сетиш, би сакал да пробаш да се сетиш пред да одиме на твоите изложби. Какво беше твоето детство и животот низ улиците, низ Прилепов, чаршијата, ако можеш да се сетиш, другарството, размената? Почнав да учам прво оделение 51 година. Во тие до меѓу 5-та и 6-та, 7-та годишна возраст, ко деца, ама сме биле надвор од градот. Градот беше мал и беа цело време по полиња, разбираш. Да? По ниви, по лозија, трчање, рипање, скокање, вамо се, тамо се. И сум носел чувство во мене кој што поединци свесно, несвесно, али крајно свесно го прават, моделирале разни предмети, правиле фигури, троидимenzионални фигури, во дрво, во глина, во таква работа, оставале примерци кои што јас сум ги среќавал во мојата близкост. И уште тогаш имам една игра, се викаше ашици. Тоа се од јагнина злобој. Аха. И Тоа значи ашик? Или така се викаше само? ашик е турски збор, Да. коска од зглобот. Да. Од лактов. Од лактот мора да не... Од злоб. Од злоб. И имав среќа, дедо Ивав работеше во кланицата, кај што ги колеја глината. Милиони јагнина се колеја. Не можам да заборам.
Ама не знам колку. Тоа беше напролет. И тој ќе ни донеси не некако нук таму. И па бабата ги боесуваше со некои бои, ги вареше и во водата ќе клај боја и ќе има разни плави, црвени, жолти, шарени, било како. И кога ќе наредевме ние на тоа, пример, еве сега една игра, спомна за детството, се викаше коло играта, на една линија хоризонтала наземи тргната, и пред линијата, од кога што гледаме ваму ние, пред линијата се наредени на 2-3 сантими аршиците, и кога ќе ги виде во боја, јас мисле дека везана работа нешто. Толку убави, мене ми делува. Иако наземи, шарка правеа убава. Тоа е исто како Фолторов, овие везани работи. И уште од тогаш јас и носам такви спомени детски со бојата и линијата, и цел живот ме прати. Те воодушевуваш уште од тогаш. Цел живот. И нормално и формата, како Ашик, тоа е веќе форма. Да, прекршен зглоб, тридимензионално. Тридимензионално. И веќе доајдов до училиште и не можам да го заборавам и тој случај. Прво што сум купил јас од мојот джепараc што сум ги имал во тоа време во прво одделение, сум купил перодршка со перце и туш. И тоа ми е прв вложени средства за прибор за цртање. И одредени ликови што имаше фотографии по училиштата, јас ги цртав нешто. И така да цело време тоа ми беше пропратно. Се до завршувањето. Да. И завршувањето е само еден момент кој ти повели шо знаеш. Следна врата. Шо знаеш, работи, снаоѓаш се, кој како знае. И така да еве, скоро 60 години јас сега ќе влеземе во 24-та, 60 години таму како работам. Но 64-та. Да. И така тие почетоци беа со тоа, ама и се имам, да ми текнува примери, не? Да. Многу примери имам. Има два начини на будење. Едниот е да се будиш со силна желба да оживееш радосно денот, а другиот е да се будиш со желба да се вратиш што побрзо во кревет. И за двата помагаат New Age со нивниот асортиман на производи. Мора да има некоја инфекција така за било кој човек Секој се носи. почни од негде, мора да има некоја инфекција кога јас би рекол што тебе баба ти дедо ти те инфицирале да ги препознаеш боите, да кај тебе предизвика нешто, ама од друга страна па и нив да, тоест и не знае баба ти да и дојди да ги обојува, од која намера таа ги обојуваше. Па дарбина е тоа. Дарбина е. Ти имаше деца носен такви, само живи ашици. Така. Ни бојастани, ни сварени. Да. Тие беа појаки, потешки. Таков ашик како мавни бојасан, ашик ќе го турни далеко на овој не бојасани јоше. А од овие сварени нема сршта нема во коската. Така. А овој не има, тежи и мава и бегане. Али мене ми беа бојасаните убави шарки, нешто. Да. И јас еве цело време и фолклорот. Да. Македонскиот фолклор. Сега имам цртеж направено. Денови. Бело, црвено и црно. Најубаво цртеж. Само тие три бои. Да. Ете ги ашиците. Ете ги ашиците. Бело, земјата и црвеното. Крвта да речеме што. Мислам, има многу мускул. многу долги имам муавети. Слободно. Имам на тема од Втората светска војна. Правене некој изложби нешто. Така. И сојузни и републички. И јас имам направено 4-5 слики.
И едната е во трајна поставка на Кузма Јозефовски Пито куќата, музеот. Другата е во училиштето некаде. И имаше еден познат писател тогаш и ми вели од каде дојде до бројот 9. И тој да ги брои елементите што се на сликата, 9 изделија. Па ни на крај паметја се. Да. За мене така 100 тие и така мора да види. А елементи имаше 3 карамфели, 3 фотографии и 3 ашици. Наместо ашици, линија од фолклоро и ридере се вика. Права линија во тканина. Да. На диплина има прави линии. Так. То се вика и ридере, линијата. Да. Тој да ги види. 3. Да. И тој се зачуди. Па моето око така, од ја не ги гледав нив, тоа се мои композиции правени. И така е доведено и до таа линијата што ти велам, со ошиците на шест. И таа во боја некоја. И многу други такви слики, кај што еден период и ден денеска го користам фолклорот, многу, и тоа сакам многу да го користам. Тоа е извор кој што богатство на јасни видувања. Многу пријатни, за мене се многу пријатни. Во која смисла јасни видувања? Што кажал народот. Аха. Кажал народот, се е кажано. Тоа што кажал народот, никој не може да го побие поединец. Ма ако сака, не знам, што да види тој. Радиш собрано е колективно од сите И во едно така и сместено. поинаку или како? никако. Да? Поинаку никако освен тоа што собрал народот. А како се, Чичко Кирил, одиме во индивидуализам и некако имам впечаток не дека го побиваме тоа колективното, ама дека не го почитуваме доволно за да учиме од него. Знаеш, ради што јас верувам дека ти и природата гледаш така како некоја голема целина, голем колектив кој што се дружили и тревките и Таа не учи сето, само кој што знае, кој што разбира. Сега не јас да разбирам ки за колку, ама кој што малце од малце знае. Нема така да направи. Да греши. Подобро види убаво, знаеш, отколку да правиш грешки, знаеш. Подобро види. Ако е природа, ако е, мислиш ништо, тој е нешто. Не е ништо. Нема ништо така случајно. Нити во луѓето, нити во природата. Се е подред. Само луѓето мислат дека умо нивни дека е во ред, а се друго не е во ред. Тоа е погрешка. Да. Тоа е погрешка. А во тој период да се сетиш нешто што се случуваше во чаршијата или во малскиот живот? Па јас сум растен во чаршијата. И то во срцето на чаршијата. По пазарот сум растен. Овде кај На истото место кај што се. И почет на сите чаршиски мајстори. Почет не виде. Занечи. Значи. Почет голема, почет јавно гласно зборувам, почет на сите што работеа и што работа. Многу работеа луѓето. Ама многу работеа. И нашите мајстори не беа мрзи. Пргави луѓе. Дури има речено еден од нив да и ноќта, да е ден и че работиме. Нема одмор, нема спиење. Јас тоа многу Тој почитувам. ради што зависеа сами од себе, дека мој си е занаедов и јас ако не сработам нема кој да ми сработи, не чекам на никој друг. Јас сум за таа, исто. Да? Еве, например, јас гласно зборувам преку медиумите, многу пати, и имам професори кои што ми се пријатели, економисти, по факултетиве, и се фалаа дека имаме толку студенти, имаме ова, она, завршени, магистри, доктори. Камо го менажеров?
а има насока менаџери. Кај се менаџери? Кај се менаџерите за ликовната област? Што е работата? Мисля дека таа не е работа и од таа работа не може да се заработува Аха. и тешко е да се зафата и не се занимава со таа работа. Да, мислам дека е погрешка, ама никој да се зафати, никој да тргне за таа работа. А јас му гарантирам дека има работа. Да. Нема предмет направен што нема пласман. Само треба некој да го то добро обработи. Да. На еден начин секој уметник си е сам свој менаџер и затоа токму зборуваш Кокире дека се само пласирате, се само актуализирате, се само изразувате и некако отсуствува надворешната поддршка. Можда затоа еве младиот човек помалку се одлучува да биде сликар или да се препушти на она што му е задоволство, склоност и лесно за да го прави? Тешка работа е. А во почетокот на моето време на работење со сликарството, Така? бев многу критикуван и од поблиските луѓе и од фамилијата. Аха. Од ти братко нема леп да вадиш. Така. Со песна, со Скептични, да. инструменти, со цртање не можеш ти да обстанеш камо и фамилија да гледаш. Да. Тешка работа. Свири кемане дома лепси немаме, че биде работа. Сите така мисла. Така. Ја мислам дека ми се чини дека е така, и ден денес е така. Само че дојди времето ќе го кажи своето, Аха. и јас сум сега па среќен човек. Мои дела купуваа мои колеги. А знаеш што значи тоа, Никола? Тоа е преголема радост за колегата и за мене. Признание. Да, почит и признание. Сега, во последниве години, 3 имам колеги кои што има купен мој работи. Тоа е некако и место и простор кај што некој и понатаму ќе се повикува на тебе, а и после тебе некои други кои што не те виделе, не те запознале, ќе те запозна преку твоите дела. Четврти и 4. Професор на академија, 4. И така да, тоа е со Так. тешка е работа, а времето си го прави своето. И тој е најголемиот критичар. Да. Ќе кажи тоа што било, како било. Од местото каде што не гледате, почнува приказната за една од првите пицерии во Прилеп која што трае подолго од 3 децении. Пицата во таверна е приказна која трае подолго од годината во која што сте ја пробале. Од која дистанца се гледа при време кога го покажува вистинското лице, ради што викаш на почеток бев критикуван, ме зема скептично. Прихватен сум бил секој пат, Никола. Не критикуван. Секој пат сум бил. И секој пат имало еден збор континуитет. Так, линија. Линија на движење, не? Одиме понатак и се, што има нешто. За... Знаеш што ме интересира, ради што викаш дека сега твои колеги ти оддава признание кое што не е на ниво на награда, туку е на ниво на почит, ради што ги признава твоите дела. Од джеб, личен. од плата или не знам што тоа. Да. Так. На кои ти автори, односно сликари се повикуваше некогаш и кои сликари ги даде ова плодно место, ради што Прилеп е место кај што има ликовна колонија долги години, мислам дека е формирана првата ликовна колонија тука во Прилеп токму. Јас сум растем галерија, ги познавам тие работи, а ти беше Мега е Прилеп за Македонија за уметност. Мека, да. Уметноста била присутна во Прилеп и пред тоа, али преку молерајот, преку оние шари, особите, наместо слики, имало разни форми, бои, не знам што. Али
1936 почнува едно ново време, после Првата светска војна и таму наставници... 46-та. Не, 36-та. 36-та, значи пред После втора Првата. 18. И почнале да се образуваат деца, ученици и таму, и љубители на уметноста и излегуваат некаде 10-15 таленти кои што тие таленти веќе се образуваат тоа време на училиште и веќе после 45-та, после ослободувањето, тие таленти одат завршуваат школи и факултети, некои академии и почнува новата уметност во Македонија. Таа е Нова ера. новата ера, да. Како унифицирана таа е веќе со подлога. Со подлога, со образувани ликовни луѓе, уметници. Тука се и Корубин И и ќе ги набрам. така. Да. Меѓу првите е Димче Тодоровски, Бајар, после тоа Борка Лазарски од Прилеп, Грабуловски и Кондовски и да не набројувам се, и доста имаше. Така. И после да од таа генерација мој колега беше заеднички што работење Ѓорѓе Јачевски. Значи, И ние некаде 64-5 година направиле една група 64-та, па прерасна 68-та, па 74-та година направиле друштво на прилепски уметници и денес стои тоа друштво. Така да, тоа е вака се... тоа време јас го доживам како дека имало некој боем штилук во смисла, не знам, сум слушал анегдоти за Аче дека не знам со маслинката и келнеро пример. да, И што е бркал, ба ти ми измори, јас ти ја фатив. Така е. Беа покрај Еснаф и боем и како познавач на тие уметници од тоа време? Или така ги доживуваме ради што ги гледаме од друга перспектива? Не, имаше боеми. Имаше боеми, се тоа боеми, знаеш, Дискутабилно е малце, што се колку е смета. тоа позитивно, негативно, тоа е да не зборувам, нешто. Аха, добро, да. нешто Чисто зборуваме како било, па после сега како што сака си го толку. Имам еден многу драг пријател, да е жив, го нема видено. Година-две. Така? И Родолюб Анастасов се вика. Сликар скопјанец, одличен сликар. И во разговор вака, дека уметниците треба да идат поеми, да пијаат вамо, таму, не знам што. И тој му вели на студентите, кој пијан човек може сликар да црта, да работи или да седи. Не може да седи пијанија, а не да работи. Да. Лоша слика е за уметност. Ниту еден од уметниците не бил пијан кога ќе работи. Нити можел да работи. Бил вистина трезен. А пијан човек не може да работи. Така. Ради Така што да излегува и- сега нели дека Ван Гог пијал опиум или... Тоа е занос некој кој што некој може да го занесе човек, дека е така. Може бил, не знам јас. Читал е доста, ама не знам дали е така. Не знам. Не знам дали е така. Така. А кажи ми за од првата твоја изложба на која што се сеќаваш до изложбите првично кои што ти биле во низ Македонија. Што се случуваше? Има еден Бранко Вароштија, писател, критичар, може и знаеш. Така. Тој е од Прилеп човек. Да. И 55-та и 6-та се вратил во Прилеп и гледал на Роза Сатерницата, што беше каше пазар, на дека изложба. А и Бранко рекол, богати, и во Прилеп имало изложба. А мене ме чуди како тој да не видел порано изложба во Прилеп. Или не сретнал во живота уметник некој од Прилеп. Тоа ми беше чудно, али тој го приметил дека и во Прилеп има изложба. И па беа тие првите пионери на македонската современа уметност, нашите прилепски уметници, што ги спомнав пред малку. Така. И прва моја изложба, кај што учествував јас, беше 64-та и ние немаме ни дом, ни
ни културен дом, ни галерија, ни на крај памет. Да. Ден Кој се денес изложува, ја. изложуване во еден ловечки дом, кај што е сега поштана Да. во Прилеп, тука имаше еден дом направено и така да тука прв пат јас имам 60-тите години изложуване со прилепските тогашни уметници. Јако беа сите аматери тогаш, знаеш. И во главном и сега се аматери луѓето, а се прикажува дека се професионалци. Нека седна, нека изваа некој денар од уметност, значи го прашам дали е аматер или е професионалец. И Баш. 161, 2, 3 година, така беше. После почнале да одиме по овие домови, имаше малски домови, како беа именувани, клубови на местни заедници. Простор кој што имаше хали стари, со стари згради и во нив правиме изложби. Во шах клубон, во клубон на 11. октомври, Тоа е офицерски. фабрика на 11. А, не, октомври, не. да. Имаше Имале клуб. клуб. И во такви простори правиме вака. Тоа беше импровизација сета. Да. Ali kakvi, takvi правиме, собири некои. И тој на повеќе места што ми мене специфично некако. Дека не е само централизирано или локализирано, да речеме, како сега се е само в галерија или Така беше, такви простори има. Шах клубо, ќе игра шах луѓе во шахистите. Дури и по фабриките правиме изложби. сериозно. Да. Билјана и Тутунски комбинат. Тутунски комбинат може да прави 20 години. Изложба по повод дено на тутунските работници 4 април. 4 април. Да. Значи ги удостоивавте и нифи како го восприемаја тоа нешто? Работените вака Со задоволство. Да? Со задоволство, да. Бевне примени и затоа одеше традиција, да. Се до 2000-та година. Со 2000-та година, крај на веков, крај на уметноста по фабриките беше. Се заврши се тоа. Да, заврши. Најдрага изложба тебе која ти е, Кирил? Секој изложба, моја ми е драга изложба. Затоа што имам нова работа. Да, мене ме радува. Ново, нешто ново. Аха, ти отвора нов простор, ова го оставаш зад себе и се отвараш нешто Нова работа. нешто ново. Ново видување на доградба, работа. Работа, врти колцето, работа. Дури мрдаат раце и нозе. Слушано имам, лага вистина, не знам. Од Конго, млад уметник. 23 сати дено работа во Нью Йорк. 23 сати нон-стоп работел. Јас тоа не можам да го замислам. замислам. Го не виден, ама Различно мислам дека е прегорување на сите капацитети и дека не. едноставно оддавање целосно, Лесно да, не. дека е некој аскетизам можеби. Што знам како важно. Лесно нема ништо лесно. Во париските кругови, јас сум престојувал Париз. И јас Да, самиот зато сум се чудел еден автор југословенски што се заеднени. На секоја галерија слика него. Кога ги правише човекот тие слики? Не спиел. Ако сакаш тамо да се појавиш, нема спиење, нема седење. Нема се. И вистина тој стана врвен европски сликар. Врвен европски сликар, да не речеме светски сликар. Сега го спомнам Метрополитен дека изложените во Нью Йорк, изложените слики на Рембрандт биле баш на ваква основа. Шо дали таму беа изложени твои дела? Јас имав изложба во Македонскиот културен центар во Нью Йорк. Самостојно изложба. Так. И еднаш е видов изложбата на отворањето и уште еднаш на затворањето. Реков, сум во привилегуван сум во Нью Йорк, Така. не да ја вардам изложбата. Јас видам из другите галерии низ Нью Йорк. Немам шанса, не. И така да по 12 сати бев присутен во
тие големи музеи. И Рембрандт овој простор ги имаше овие бои. Топли браун бои. И затоа ме подсети на Да. А, кажи ми, си имал меѓународни изложби во Париз, во Италија, каде уште? во Париз преку, тоа се заеднички изложби, не самостојно изложби. Како? Во Манчестер сум имал самостојно, Во во Британија. Англија. Во Париз друштво на македонските уметници, там, околу 2000-та, пред 2000-та, не знам точно кога беше. Едно 20 уметници имаше слики наши. Тоа во Италија, пак заеднички изложби. Каде во Софија и заеднички и самостална имам изложба направена. Така? Тие се отприлike вака места надвор. А мој дел има на сите места во земја. Последна ми е сега земена слика пред малце време и во Нови Зеланд. Најдале. Дури на тој крај, на крајот света што ви кажа, во Тихиот океан И таму. ми кажа на госпожа беше што ја купи таму, че ја праќа мила внука ме. Аха, Така. Инако Азија, Африка, Америка, Европа, така, секаде. да, секаде ни светот си Сум распространет. имал, да, по неколку слики. Да. Тоа е верувам многу драго, или како го носиш на ниво на чувство, како гордост, како доблест, како Мене ми е, чест. ми е многу пријатно, затоа што пораката е моја среќа. Ако му носиш среќа, супер е, супер. Да. Многу скромно, многу едноставно, баш Да. ми се бендисува. Так. Пораката му е да видат среќни луѓето. Оти во главно ме уметноста славео пред да го расположи човек. Среќен, весел да види. Да. Не тмурен, не замислен. Тргни тежините на главата. Така и сликата. Сртежот и се така. Да му придонесува, да го храни. Дали во меѓународни изложби значи некој друга представа ради што не може да те поврзе никако културолошки. Знаеш како те прашувам во смисла веројатно секој уметник има порив или потреба да се провери на друго место кај што влегува како неутрален. Во секој случај, секој случај. Да. Убаво е секој човек да, знаеш како е. Многу имам муабети, ама немам време, може тоа никога. Так. Имаше една парола, некој пат, јас сум голем уметник, ќе ме најда мене. Кој ќе те најде, кого му требаш ти? Ти на никого не му требаш, затвори се овие 4 зида, готово со тебе, завршена работа. Овој од Конго пошол 23 сати работи во Нујорк, за да го вида, а не некој да го бара. Така. Никој не му треба. Мора да се отвориш. Ја работев и аранжирање. Ги турнав на зидишата да стакло да има да ги вида работите луѓето. Ако не ги видаш, што знаат и не знаеш што има внатре. Ако не ја извеш сликата или делото, скулптура, било што, кој те знае? Мора да се докажуваш. Да. Никој не ти доаѓа тебе да те бара, ти си бил некаков уметник или дали прашање да бил уметници. Да, Тоа е- можеш ти да му се прикажеш, да му се представиш, разбирам. Дали тоа би било пораката до младиот свет од тебе или имаш нешто што би сакал за крај на ова наше? Јас почит имам многу голема пред млада генерација, радост, знаеш. И се ќе се дојде на место. Се ќе се дојде Да. на место. Се ќе биде, се волете. Само да биде во склад со природата, да биде во склад со себе, да ги доживува работите и да ги восприема. до уши на смени да видат. Секој му честен. Така. Сега се вистина на смени, децата, младите луѓе. Младите луѓе. Так. И многу има сега што уче уметност.
по академии, по школи, Да. па не знам, 4-5 академии имало сега низ Македонија, знаеш. И стварно што работа, јас сум и сведок на неколку млади сликари и уметници кои што сериозно работа во својата Да, да. област. Има Да. талентирани. Прво, јас што ги знам, имаше едно друштво кое што помагаше за уметниците, па правиме изложби, па доаѓаа тука, работеа и од тие групи излегол и се запишаа по академии се. Да. Има и завршено веќе. Да. Па тоа е нишката некој тоа што го Да. отвара фато понатам, како што и ти ни представи за се тоа што тебе те инфицирало, че речем, или се тоа што ти предизвикало да целосно се оддеш и посветиш Секако, на секако. уметност, односно на сликањето. Така што фала ти за ова гостување, Кокире, Да се жив, фала. и ти Фала и да ти. сведочи уште долго од делата за тебе и ти за нив. Ја мислам дека е така. Да. Ја мислам дека е така и затоа што е од срце правиме со радост. Затоа и така треба да биде. Да. Инаку никако. Тоа се гледа и низ тебе. Да биде лесно. Да. Да биде лесно. Не, Да не би со мака, со труд, со амбиција, со... да нема тежина уметност, да биде лесна, приемшива. Мгм. Да пее Славичето, да пее, да се радува. Гледачот е за мене Славич исто, да се радува. Мм. Исто. Да. И некој имав еден случај, зеде моја колешка од Скопје, 3 слики. И ми вели, на пенџере дојде Славе. Јас сум тој рекол. Да, ми по телефон ми кажува, Да. Рајме, муабет, еве го Славе, вика, на пенџере. Да. И јас сум тој рекол. Да. Радувај се сега, кој иземам сликите. Ајде, на здравје, да. Осведоштво из природата. Така, здравје, жив. Одлично. Фала ти уште еднаш. Нема веќе, нема Во веќе. добро здравје. Да, на зубаво. Те поздравувам. На сите друштвото. Да. На цела екипа. И зад камерите. Сета екипа, не? Да. Прекрасни луѓе. Да, супер. Живели. Јас ова слушам. Со добро здравје. Ај вака еднаш со водичка. Зангар, да. Да.